Културните работници утре точно напладне излегуваат на протест пред Министерството за култура и туризам. Од Синдикатот за култура велат, главна причина за утрешниот протест е неисплатата на мартовската плата на вработените во културата и оставањето на, како што велат, работниците без пари за време на великденските празници. Во повикот за утрешниот протест од синдикатот посочуваат, културата не е трошок, таа е основа на секое општество. Причина за овој протестен совет е ударот врз достоинството на културните работници, ненавремените и јасни насоки за присметка на плата од Министерството за култура, постојаните обиди за непочитување на колективните договори, што резултираше со доцнење на платите и оставање на вработените во културата за великденските празници без пари. Неисплатата на платите во културата и денеска ги скара политичките партии. Од опозицијската СДСМ повторно побараа оставка од ресорниот министер Зоран Љутков, кој велат оставил над 3000 работници без плата, додека најавувал, како што стои во партиското соопштение, распродажба на културното наследство под концесија. СДСМ бара оставка и политичка одговорност од Љутков за хаосот што го направи во културата, повлекување на срамните изјави за приватизација на културното наследство, итна исплата на мартовската плата за сите културни работници. Се вели во соопштението на СДСМ, на што и денеска експресно одговори од владеачката ВМРО ДПМН, од каде посочуваат дека СДСМ е последната партија која можела да зборува за правда и култура, бидејќи, како што наведуваат, тие биле символ за неправда, партизација и криминал. Министерството за култура во нивно време беше претворено во каса за партиски трансакции и награди за блиски личности. Грантови се делеа без критериуми по телефон, по пријателски врски и по заслуги кон партијата. Уметниците кои не беа лојални, беа игнорирани или санкционирани, наведуваат од ВМРО ДПМН. Министерот Љутков преку социјалните мрежи пред 2 дена им се извини на сите вработени во културата, а причина за доцнењето на платите рече дека бил долгогодишен нерешен проблем со усогласувањето на платите, што според него секоја година создавало огромни проблеми, и најави дека по празниците вработените ќе ги добијат своите плати.